Дури за 226 лица Министерството за правда побарало екстрадиција од почетокот на годинава. Од нив за 143 е завршена постапката, односно поголем дел ни били испорачани, а дел одбиени од државите каде што биле уапсени. Лупчо Палевски Палчо од Турција беше испратен во Македонија само по 5 месеци од барањето за екстрадиција, а за случајот Монструм, кој исто така ја потресе македонската јавност со петкратното убиство кај Смилковското езеро, со години Македонија чека испорака на 20 осудени на доживотен затвор. Вчера беше испратено третото барање за екстрадиција на Алил Демири и Африм Исмаиловиќ до Косово. Македонскиот министер за правда не гледа причини тие да не бидат испорачани, но официјална Приштина до сега нема дадено никаков повратен одговор. Косовскиот министер за внатрешни, кој вчера беше во посета на Македонија, не одговори конкретно дали, кога и како ќе биде одговорено на македонското барање. Побара само овој случај да не се поврзува со екстрадицијата на Блерим Рамадани, по кој трага Србија, а беше уапсен на македонско-косовската граница. Се очекува официјален Белград да достави барање месецов за негова екстрадиција. Рамадани, кој е поранешен војник на ОВК, беше уапсен на граничниот премин помеѓу Косово и Македонија и на барање на обвинител на 17 јули заврши во шутка. Министерството за правда има добиено известување од МВР дека уапсено лицето Блерим Рамадани и дека му е одреден 30-дневен екстрадицијски притвор. Министерството за правда единствено е надлежно да носи одлука кога судот правосудно ќе утврди дека се исполнети законските услови за екстрадиција. Според прописите за редовна постапка, надлежните во Србија имаат рок од 40 дена да достават барање за екстрадиција. Истовремено правда го известила и МНР дека на косовски државјанин му е изречена мерка притвор. Инаку, Македонија бара да бидат испорачани дома и двајца осомничени од групата од Грчес, на коим се ставаат на товар повеќе кривични дела, меѓу кои и убиство. Иако нашата држава побара од Обединетите Емирати испорака на двајцата криминалци, Мухамед Чајани и Шевал Муареми уште во март годинава, од надлежните таму се уште нема одговор на истото. Додека ние бараме десетици лица да бидат вратени дома и да бидат изведени пред лицето на правдата, или да бидат сместени во затвор, непознато е колку екстрадиции се побарани од нас. Министерството за правда ги има бројките, но согласно законот не смее да ги споделува со јавноста.